Има една македонска пеачка, но само една, која на истекот на цели 12 години има посетено воени територии, логори за бегалци, болници, објекти за заштита на жени и малолетници. Таа е активист и долгогодишен амбасадор при светската анти-AIDS кампања со 3 албуми зад себе кои содржат хитови чии рефрени сигурно некаде сте ги слушнала. Покрај бројните човекови одлики за восхит, таа е и првата македонска пеачка која влеза во топ 20 листата на MTV Адрија, Дани Димитровска. Останете со нас, бидејќи следува Туна со песната Најди ноќ, најди ден, најди време. Здраво, Дани. Здраво, Мија. Ти благодарам што си овде со нас. Имам огромна чест денеска што ќе гостуваш во Хитмејкер. Ти имам кажано во неколку наврати колку ти ја сакам музиката и многу сум благодарна што сум овде денеска со тебе. Фала и на поканата и мене ми е баш големо задоволство што сум дел од оваа емисија. Супер. Периодов си многу актуелна со својот бенд, настапувате на места, имате доста свирки. Како е да се настапува после 3 успешни албуми полни со хитови, луѓето да ти ги пеат назад и конечно да излезеш на другата страна и да сме сега овде? Какво е чувството да се реализираш? Па, после 25 години мислам дека чувствата се измешани, затоа што не
постои, не можеш секогаш да си на врвот, значи тоа е едно такво тркало кое што целовремено си вози и фала Богу само нека вози, нека не стои. Така да понекогаш е супер, понекогаш е врхунски, понекогаш е мирно, понекогаш е тапа. Меѓутоа, се додека вози, јас сум среќна. Така да благодарна сум за сите овие 25 години, сум имала многу подеми, сум имала и падови, сум имала и мирни периоди каде што не сум знаела кој правец да го фатам. И тогаш кога ми изгледало тотално невозможно да се излезе од ситуација, денес тоа го гледам како благодарност, затоа што тие искуства денес сме изградени те вакви личности какви што сме. Така си. Кажи ми како се справуваш со тие подеми, како си имаш справувано и со тие падови за време на мајчинството. Многу е тешко да се биде жена фронтмен, да биде се на тебе, на твојот грб, а да создаваш, да креираш, да сакаш да оставиш нешто позади тебе, баш тогаш да ти се случи дете, што е прекрасна работа, нели? И како е тоа да се вратиш, да се вратиш како што си пееш ти најдобро до сега. Како се прави тоа? Како се излегува на другата страна? Да, мислам дека и со таа песна се вратив назад на сцената. Тогаш правев некои 4-5 години пауза. Токму поради потребата да бидам дома, односно да се посветам на мојот син. Јас станав мајка на 21 година и тоа е нешто што мислам дека си носи своји придобивки, но има и жртви, се разбира. Така да сега имаш другар. Сега ова е тоа време кога се придобивките, тогаш кога уживам во мајчинството, а во тој период знаев дека имам одговорност и дека треба да се посветам на тоа нешто и се повлеков, но фронтменството, што го спомна, е нешто што е вродено, нешто што го имаш во себе, нешто за што си предодреден и кога инстинктивно знаеш дека тоа е твојот пат што треба да го одиш, тогаш мислам дека не е ништо тешко. Јас не можам да кажам дека сум имала не знам какви тешкоти ради тоа што сум лидер на еден фронтмен, што ете целиот мој машки бенд од 7 мажи со бради си имаат своји побарувања и сите се различни карактери. Меѓутоа, тој период беше период на адаптација, период на учење, како да влегувам и излегувам од идентитети, во идентитет на мајка, во идентитет на перформер на сцена, во идентитет на другар, во идентитет на колега. Тоа менување на енергија цело време. Да, тоа мислам дека е една од поголемите школи што ги имам поминато, да кажеме улични школи, искуствени, кои што со текот на времето само ги надградувам, за да денес ми е се тоа така лесно, нормално, се лагано и тоа е тоа. Така, тоа е успех, значи, кој што се гради со текот на годините, не е нешто, не е квалитет кој што доаѓа преку ноќ. Па да, се согласувам, сите имаме таленти за нешто, затоа јас секогаш велам дека треба да се слушаме себе си, кога ќе си го слушаш внатрешното јас, точно ќе знаеш зашто си предодреден и дека треба да се да созреваш преку тоа нешто што ќе го осетиш длабоко околу себе. Затоа мислам дека каква пречка и да дојде не може да биде непремостлива, затоа што тоа е вистината, тоа си ти, за тоа си предодредена, тоа треба да го возиш и нема пречки што не може да се поминат. Да, љубовта кон музиката секогаш победувала во твојот случај. Ти си првата жена, автор, артист која што влезе во топ-листата број 20 на MTV Adria. Тоа е огромен успех и засегогаш во македонска историја ќе бидеш забележана како првата жена. Како беше тоа за тебе? Да, тоа беше посебно искуство. Во тоа време MTV Adria беше единствениот медиум кој што промовираше квалитетна музика од овој регион и секој имаше можност да аплицира за да го одберат да го пуштат или не.
Јас како и сите мои колеги се разбира дека ги пуштив све тоа што сум работела, све тоа што го има создадено до тогаш и ете, некако чудесно, магично бев одбрана и од таа 2006-2007 година кога победив на MTV Адрија, бев и во Минхен на Европските музички награди како представник од Адрија регионот. Тоа беше едно баш огромно искуство кое никогаш нема да го заборавам, заедно со хладно пиво, со Сидарта. И јас како представник од Македонија бевме Ван Гог исто така. Го представувавме нашиот овој Адрија регионот на ЕМА музичките награди. Snoop Dogg беше домаќин. Тоа беше стварно прекрасно искуство. Знам се сеќавам дека со пејачот на Ван Гог ја оговаравме Никол Шерфингер колку е ниска. Он викаше, па види е, бебо, само ти види е, на шта личи бре ово? Јас се имам газено од смење. Како бре, на шта личи, колку е убава. Гле што е ова бе, метро и жилебе, ова тебе ти личи ли на добра девојка? И така, се зизавме, баш беше супер искуство и ете така, да, од тука потекнува и World Chart Express на лондонската MTV со Red Rains, односно препеа на црвени дождови на англиски јазик. Да, за многумина, да, фала ти на тоа. Така да, ако збориме за одскочна даска, веројатно Црвени дождови е песната која што го прави тој бум панато. Да, тоа беше One Shot, беше снимен во Љубљана. Не се сеќавам името на продукцијата, дури и за нив, дури и за словенците, тоа беше нешто ново што ни они до тогаш го немаа направено. Затоа ја снимивме и на англиски и помина и на MTV регионалната во Лондон и така оставивме еден убав печат и белег кој што ете, јас сум особено горда на тоа. Ова е навистина завидна кариера, огромни успеси, но покрај тоа што си успешен артист, ти си огромен хуманитарец, активист, борец, имаш повеќе од 12 годишно искуство како човек кој што се бори за човекови права, дел си од анти-AIDS кампањата, имаш посетувано воени територии, логори за бегалци, значи тоа е навистина нешто што е за почит. Пред се ти благодарам на хуманоста како човек и би сакала да те прашам дали би можела малку да ни раскажеш околу тоа да го опиши како тоа е во ред со тебе. Тоа е многу деликатна тема, не е нешто што е лесно и секој може да разбере како се живее со тој мајндсет. Да, тие 12 години се навистина посебни, бидејќи во тие 12 години јас многу пораснав, многу осознав за се и се што се случува во светот, бидејќи ние како изолирана држава од разни пандемии, зборам пандемии не како болести, него како човекови агресии, и не сме во допир со истото. Во 2007 бев одбрана од UN да бидам амбасадор на анти-AIDS кампањата, што се вика Stay Alive и беше спонзорирана од тогашната глобална MTV. И јас заедно со многумина одбрани пејачи од европскиот регион посетувавме курсеви во разни држави за тоа како да се справиме со ХИВ заболените луѓе, како да комуницираме со жртвите од сексуално злоставување и од разни други теми, физичко малтретирање и така натаму. Да, за се што имавме разни теми. Да, имам посетувано и воени територии, сум поминувала граници меѓу Палестина и Израел, не биле вперувани пушки во нас, иако со блиндирани возила. Така да, во еден момент се чувствував како, да речам, Анџелина Џоли у тоа време, која што ги правеше истите работи. И премногу приказни случувања имам доживеано, кои што ме направиле да бидам многу посилна, многу поиздржлива и многу посвесна за
се она што значи еден човечки живот и еден свет. Така да, генерално гледано, за мене секој артист, секој уметник, секој оно што се занимава со било каква уметност, секој оно што е допрен од Господ за да делува инспиративно, треба да биде општествено одговорен. Треба да биде хуманитарен, треба да инспирира, треба да поддржува, бидејќи само така овој живот може да биде малце од малце среќен. Така е. Ти благодарам, Дани, за овој преинспиративен разговор. Верувам дека допревме до сите оние до кои што требаше да допреме, кои што ќе го разберат ова кое што го разговаравме. Се надевам дека ќе имаме повторно со некоја прекрасна промоција, беше дел и од нашата топ листа и за секогаш ќе останеме тука да поддржуваме вакви хитмейкери. Ти благодарам за цел придонес во македонската музика и за ова што си ни денеска гостин, што не почести со твоето присуство. Фала ви и на вас, фала ви за свеста и за поддршката на македонската музика. Оваа екипа е прекрасна. За тебе сите мои пофални зборови, да сте живи и здрави. Здраво, јас сум Васил Буралиев од Музика нонстоп денес, портал што ја следи и што ја покрива македонската, но и светската музика. Во ова 12-то издание, моја задача е да ги представам првите 10 песни од првиот квартал на Хитмейкер, промовирани во неделните топ листи. Храни ме со јагоди, вријам од емоции, светов е илузија. Арангирањето на песните што се дел од кварталната топ листа на Хитмейкер е врз база на вкупен број на бодови, што се калкулираат преку едноставна формула. Во таа формула, како фактори се меѓу другото и број на недели во кои што песната се задржала на топ листа, на неделна топ листа. Понатаму, број на недели на кои што песната се задржала на првото место на некој од неделните топ листи и најдобриот пласман што го направила песната на некој од неделните топ листи. А сега да ги погледнеме првите 10 од првиот квартал на Хитмейкер. На 10-то место е песната Месечевиот сјај на Нокаут и Мија. Осмото место го делат Круна на Драги Иванов. Од корен извади се што ти дадов, нема веќе ништо мое, секој за себе свој е. Без огледалов живе, не знам чиве, гори во мене љубомори, секакви ноќни мори, фори. Факт сум сам од утро до мрак, од мене нема зрак, пун град, јас стап слаб, дали давам знак, каде одеш глупак, фак се ти давам пак, од утро до мрак, од тебе нема спас, поаѓам од старт со погрешен так, што ти треба овој. И Немилосрден град од Светлана. Чекора меѓу непознайници, секој чека земју да смал, круткава душа, но став на крала, човек што простувал.
Песна број 7 е Медот од ДНО. Лjuta rana, ljuta trava, pod krvi suzi mene što mi godi. Gore i dole, gledam od strana, vreme je dečko ono što se broji onda. Суд од Сонја Исмаил и Принц е на 6-то место. Prost si došao, prost si odiš, bez da doznaješ, da li ne smiješ, ako misliš, sozdavaš, sve što prečuvaš, sam odgovaraš, samo što ne možemo, nije da. Каде вака само од Пеперминт е на 5-то место. Каде вака сама си тръгнала и баш сега ли найдо да те сретнам? Дали ти се разсипа колата, нема никой жив около нас? Реков ајде да ти помогнам, другару тво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса изфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Четвртото место е за нон-стоп стрес од Даниел Дан. Nasproti mene čovek koji treba da glumi grabljive. Za emocije nema mesto, nemilosrdna maska staveno. Non-stop stres, daleke ponese, on je sve nasproti poludan svet. Фосил од Елф е на 3-то место. Te ostavi predolgo živ. Zemlji stil i bili očajen sa stivo posleden. Ne si sam pokraj tebe i drugi gazam. Nemam žal i gledam tragi, nekoj te dopirao. Izumren vid, veke si fosil, duboko dole pod zemlja si. Izumren vid, veke si fosil, na meni pak za milion godini. Izumren vid, veke si fosil, duboko dole pod zemlja si. Izumren vid, veke si fosil, na meni pak za milion godini.
На второто место е песната Остани од Ламбе Алабаковски. Чувам стихови туги со клуч за тебе слушам стари балади раштимани имам душмани стари ги носам на врат викам паѓам во бездна занижувам остани и душа и тело отвори ми остани нашите сништа оспари ги остани ушни до зори допрени се ликови небитни. Лутав, сакав да стигнем на крај на светов близко до твоите образи. Тонам, без тебе умирам сам на дното, носи ме високо, највисоко. What about us? You'll always have Paris. I would never leave you. You never will. Остани и душа и тело отвори ми. Остани нашите сништа оспари ги. До зори допрени, јас и ти, все друго се ликови небитни. Музика нон-стоп денес како партнер на Хитмейкер продолжува да ги следи неделните топ листи и да се радува на секое ново македонско музичко издание. А вие можете да ја следите неделната актуелна топ листа преку адресата hitmaker.mk. На првото место е песната Фројде жив од Кали. Да ја чуеме. Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небото ме
uzbudljiva. Freud je živ, a ti si neodoljiv. Ne si mnogo zboljiv, a malesno razbirljiva. Freud je živ, ti si neodoljiv. Svaki pogled tvoj smrtno uzbudljiv. Freud je živ, a ti si neodoljiv. Ne si mnogo zboljiv, a malesno razbirljiva. Freud je živ. Freud je živ. Smrtno uzbudljiv. Freud je živ, ti si neodoljiv. Svaki pogled tvoj je smrtno uzbudljiv. Freud je živ, a ti si neodoljiv. Ne si mnogo zborljiv, a malesno razbirljiv. Толку од мене за ова издание на Хитмейкер. Ке ме сакаш ли? А сега, драги гледачи, следува краток поетски джингл. Ми соди на место за кое не сум сигурен дали воопшто постои. Ширам крилја високо и се поздравувам со сите заковани зборови. Височините и небото се мојот ветен дом. Фамилија ми се сонцето, звездите и сите души на планетиве. Убаво е да си човек, но телово е само облека што еден ден ќе ја соблечеме. И освен љубовта во срцето, во вечниот дом, ништо друго не ќе однесеме. Ајде, Кено, што се деш напред? Сакам да те прашам, ти Комир, зашто поезијата е важна за светот? Или дали воопште е важна? Без такви мегаломански прашања. Прашање нешто конкретно, зашто поезијата е важна за светот, како го Добро, спасаме? добро. Ајде. Како си помина денеска Тихомир на сцена? Многу го. Секој ден газев во реката и со голи раце го градев мостот што води до тебе. Со малтер, цигли, коски и камења, со се што ќе најдев на брегот и дното. И секоја ноќ ти го уриваше. Мост не се гради за еден ден, а се руши за час. Веќе не се враќаме до сништа наши, ниту се испраќаме со полни чаши. Но еден ден, еден час, пак ќе не спои нешто нас. Еден ден ќе не врати нешто нас. Сама сум ќе ми рече твој отказ. Кој е твојот омилен стих од македонската поезија? Некој прв на срце што ви доаѓа? Или еден од вечерва што го испеа? Бране, ти ги собираш ли стоите? Ке ги совирам. Бараме најубавиот стих на Вранко. Некаде тука е. Сега ќе го најдеме. Ова беше? Чекај. Ти низ мојот живот ко песна мина. Еде ти кој ти омилен стих од вечерва што го прочита? Јас? Чекај се. Били тук на прва. Од песна или од запење или не запење? Не, не запење. Од овие? Не сум те видел 100 години.
Значи ете, драги гледачи, поезијата можеби нема да го свати, да го спаси светот, меѓутоа може да го спаси моментот и барем на момент да не потсети зашто сме дојдени овде на планетава, а тоа е за да љубиме. Оддалеку се слуша неговото завивање. Тоа значи пак ќе наминам. Спремете се за Елена Ристевска со нејзиниот моќен и добро препознатлив глас со песната Тело и душа. Штом сме ноќе заедно, ти си бейбе прекрасен. Штом заминам јас веќе ти си друг. Ако не се јавам јас, на мене не ќе помислиш. Чувствувам дека сум ти досадна. Ти знати не си сам, што се јавам јас. Глава ми слушам, не ей. Што ќе си ми ти, ако не си мој, со тело и со душа, ей. Кога чекаш некој ти, тоа треба да сум јас. Ако одиш негде треба да не. Штом имаш мирен сон, во него треба да сум јас. И јас сум да што треба да те буди. Ти знати не си сам, што се јавам јас. Глава ми слушам, не ей. Што ќе си ми ти, ако не си мој, со тело и со душа, ей. Голема благодарност до Аква Ден Студио и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!